Драги приятели, вечера ќе поразговараме за Украина, но од друга гледна точка, зошто од друга гледна точка, ова што се случува во Украина, го кажа од моја аналитичка гледна точка, е буквално повторување на сликата од пред Втората светска војна. Зошто го гледам тоа? Значи, под притисок на Запад, за време на Втората светска војна се беше под Западот, начало беше Хитлер, многу земји мора да се предуваат на која страна, поточно Русија остана сама на ветромет на промаја што викаме Канас, кој денеска што случува. Сите добијат притисок, сите се приклучуваат кон санкции кон Русија. И тогаш главната цел беше Русија на Хитлер, нити евреи, Хитлер беше како евреин кадар, беше финансиран токму од Роштелови, кој што и сега се случува. Само за пример, многу од вас не знаат дека Украина, сите долгови на Украина ги плати токму банкарското лоби или картелот Роштел. Тоа некаде околу 50 милиарди, мислам, долари беше. Со што они и поседува Украина. Значи, Русија, поточно нивниот председател Владимирович Путин, свесен дека крстоносната војна која започна Наполеон Бонапарта, токму започна преку Украина. Хитлер исто тоа го направи преку Украина, а самиот, кој што кажува, израсот на улица, каде главно правило важало, треба да бидеш прв, и од тие причини он одлучува прв да го преземе чекорот, со цел да си ја заштити Русија и нејзината територија. Што влегува во Украина, каде 8 години се води војна, поточно каде над 16.000 руси загинуваат, зборам за Донбас или Донецк и Луганск, си го враќа меѓу време Крим со 2014. До 2014 Украина имаше многу добар стандард, но со обојната револуција или Мајдан, они сега се од најсиромашните земји, имат послаб стандард и од нас и од самата Албанија. Значи, Путин решава да си го реши проблемот пред да му дојде на врата, и ако добро, не знам колку може да ги наречам мои колеги новинари, се сќаваат на неговата изјава. Ниедна војна повеќе нема да се води на руска територија. Како да го тоа покаже? Денови имаше проба или тестирање на Самарт или Смарт, како се каже ракетава, не ми дадете збор, која носи 15 боеви глави, полесни или 10 потешки, една Сармат ракета може да уништи, значи, површина на една Франција. Што зборува дека, а тоа е хиперсонична ракета, може, значи, над 18.000 км или поточно незината далечност на која може да гаѓа, буквално е не е преодолена, него нема крај, бидејќи тука внатре са мешани, кој што ја може да разбера, и од авангард, што значи против таа ракета нема никако одбрана. Од таа причина Пентагон сад се во паника, свесни се дека Русија, и самиот Путин кажа, долго време не може никој да стаса на војно поле, зборам. А втора работа, интересна работа, сад ја опоменуваше Европа, до некаде беше во право, дека ќе стане премногу зависна од Русија. Зошто? Ради, кој почнува особено првиот гасовод Северен ток 1, него не може да го запрат, беше извршен, на Германија требаше газ, што е факт, а един се начин да добие газ, тоа беше преку Русија. Интересна работа, гасот, русите него запира и за време на Втората светска војна, Германија добиваше газ, без разлика што беа во војна. И сега во овакви услови, од Германија се бара да го запре, поточно да воведе санкции кон гасот. Тоа би било крах, мислам, на
германската индустрија. Они сега са веќе два квартала мислам во рецесија, во загуба, значи имат инфлација скоро 10% цел запад, што никош не се случило, тука и сад. Можете да забележите турканиците и кепачки буквално во Германија, значи не кај нас, не во Русија, за зејтин и брашно. Само за илустрација ќе ви кажам дека двете најголеми житници во Европа беа во Украина и Русија. Затоа Украина беше многу важна како житница, а Русија мислам дека е најголем извозник на масло за јадење, што значи на Европа и се заканува глад, и кај нас има недостаток. Иако кај нас не би требало, бидејќи сме земјоделска земја, но какви влади имаме, добро и сега и толку што имаме зејтин и брашно. Сакам да ви кажам дека Македонија паметно постапи пред Втората светска војна, не заземајќи никаква страна. Чак не знам дали имаше и демонстрации по подпишување на пактот. И не се крена со восстанието тука, најдоцна е кренато и никогаш не беше кренато за комунистичко восстание, него се беше кренато за ослободување и обединување на Македонија. Само за пример, комунистите што се лупат у гради, да го кренали и ослободувале Македонија, не е точно. Комунистичката партија на Македонија се оформила тек 1940 година. Значи, кога Бугарија капитулира, кога Кулишевски и бандитот го вадат од бугарскиот затвор, го носат тука, значи да има свој човек. Но, зато друг пат, значи да се вратиме на Украина. Значи, Путин влезе во Украина и нема долго да излезе. Поточно, источниот дел и јужниот дел на Украина, кој секојаш бил и мнозинско население руско, тука ќе спадне и Одеса, покрај нормално Крим, ќе се спои, што значи дека Украина, оно што ќе остане, нема никому да му вреди, бидејќи индустријскиот дел и пешопченицата, се тоа ќе потпадне повторно под Русија, што историски било секогаш, тоа било заедничка држава. Украина нема да има излез ниту на Црното море, ниту на Азовското море, тоа е главната цел. Киев не е главна цел. Инаку само кога опомена Путин и порача на Западот, значи некни беа во Киев, Блинкен и не знам кој што таму беа, и на самото заменување, значи не смеа да заменат со авион, на таен состан со Зеленски, Путин ги рекетираше, поточи ги уништи пруги, неколку пруги или железнички станици во Украина, да и кажа дека повеќе нема да можете ни со воз да влезете во Украина. Русија е подготвена и на светска војна со нуклеарни сили. Она е нуклеарна сила број 1, особено за хиперсонично оружје. И многу е глупо што публикуваме било какви потези. А најмногу за ово ќе го почувства особено Грција, соседна, и Хрватска. По Хрватска удри доста Захарова, иначе потпрол на министрот за надворешни работи Сергеј Лавров. Замисле Хрватска, освен што ги протерала руските дипломати и нивните семејства, не им дозволила со авион да напуштат Хрватска, ги преморала веројатно со возови, автомобили, не може да кажам, и бесна на ово, Захарови се закани. Захарови се закани на Грција за протерување. Рекоа, без разлика што има иста вера православна, повеќе нема да имате поддршка од Русија, што значи да Грција и се заканува распад, а тој го кажа, они само добро не се сеќавате, но не голем собор што организираше нивната црква пред 2-3 години, колку беше немедрци за збор, кога големиот композитор грчки рече на отворена Грција, дека на Грција се
ќе се случи судбината на СФРЈ, значи распад и на Русија, да кажеме, најсер поточно и на Русија. Хрватска исто така ќе се случи распад на државата, губење, бидејќи ово ќе го искористи Италија. Знаеме дека у Далмација има многу италијани, дека Далмација благодарение на Титовиот земен од Италија. Значи Хрватија може да останат без држава, Грција да биде распадната, кој не дали ќе остане како држава. Ја многу пати реков дека главната цел на Русија или на мечката шепот е ставена врз Македонија и врз Србија, али главната цел на Македонија, бидејќи ова е малата врата за влез во Африка и во Азија, а Турција е големата врата. Со самото ово заканување на Захарова кон Грција, јасно му даде зелено светло на Ердоган и на Турција, дека може слободно да си ги заземат островите и да го започнат конфликтот меѓу Грција и Турција, со што ќе дојде до распад НАТО. Распад НАТО веќе доаѓа, бидејќи многу земји кои што е Украина одбија да, Унгарија одбија да дадат оружје и да ја поддржат САД, тоа го кажува и Германија. Еве Швајцарија забранува на Германија да им продава амуниција веќе на Украина, свесна е. Како што реков, Украина е под властвиштво на Ростел, бидејќи им го платил долгот, значи да не чуди и изјавата на Зеленски што ја кажа од Украина ќе правиме голем Израел, а тоа значи ќе се претопа целосно повторно евреите ќе изгубат и она држава што имат Израел во арапскиот свет, поточно на палестинска земја. Идат интересни работи, но овој пат силите се сменети, значи Западот не е главната сила. Во Втората светска војна Хитлер беше војно најмоćна сила, мислам, нацистичка Германија, подпомогната. Во неја беа и албанската дивизија Скендербек, и од Западна Украина или Галиција беше Галиција дивизијата, потоа од Грција имаше специјално, од Романија, Хрватите беа пред Сталинград. Сето тоа се русите добро го паметат и затоа ја не би сакал да се нивна кожа. Видите, Македонија е единствена која никош не добила помош од Русија, а Русија е многу почитувала. Започваме со Катерина Велика, која Охрид и Македонија го сметат за центар на православието, особено Охрид, кој го има над 365 цркви. Катерина Велика доаѓа во Охрид да се прекрасти, исто и низиниот внук, кој, мислам дека дали беше Петар Велики, не ми текно како се викаш, не ми дересе збор, потоа станува и цар на Русија. Значи, ја пред многу години, кажам, не сега, има 5 години уназад, рекол поголема партија која ќе се врзе со Русија ќе владее следните 20 години. Бидејќи, запамтете добро, Путин ќе спои Егејскиот и Вардарскиот дел, Солун ќе биде руска војна база, зборам за војна база, поморска војна база, додека Криволак, кој беше трет полигон во Европа, ќе биде руска база. Ми природно не припаѓаме на западниот свет, последните граници не се многу стара, и не сме ни млад, 60 години напомни, че живеев и во Југославија. Нека се подсетат, значи цела Југославија, која беше 22 милиона, пазарот на таа Југославија не беше западниот свет. Они на западот не можеа ништо ни да прода, само можеа да уведат. Пазарот беше Русија, Источниот блок, неврзаниот свет и арапскиот свет. Тогаш Словенија, на пример, своите телевизори не ги продаваше на запад. Ние од Македонија моравме да штепер пиперки да даеме за еден телевизор, примери кажувам. Значи, од тие причини со влегувањето на пример на Словенија и Хрватска во Европската унија, они дојдоа во големи должнички кризи. Мислам дека Хрватска има над 60 милиарди долг. Колку Македонија влегува во таа должничка криза. Но што и како, во овој момент треба, мој совет, веднаш да се прекинат
разговорите со Бугарија за било какви отстапки. Нема, ќе бидат само лоши, прво нема да се реализират, а второ им се уди од глава, бидејќи македонскиот народ повеќе нема да го толерира. Пресот расплети не само на Македонија, во целиот свет, особено на Балканот. Тајван наскоро ќе биде присвоен, сакал не сакал со Кина, а англосаксонскиот свет ќе го снема, неминувана е војна меѓу Кина и САД и меѓу Русија и Велика Британија. Мислам дека Русија, према моите психолошки истражувања, ќе избрише Велика Британија, ќе остане само Ирска од неа. Бидејќи тоа е нејзин вековен непријател и држава која стоела позади сите војни против Русија. Толку за сега, повеќе во моите наредни видео анализи, ако се допаѓат. Прво од страницата, видеото притиснете на YouTube, потоа subscribe, и претплати се бесплатно. Ако имате желба, први да ги добивате видеата, нормално. Ништо не е морално, нити па зависимо од ово. Ово чисто правно доброволна база за мојот македонски народ и мојата земја Македонија и граѓаните кои живеат во неа. Ја луѓето никош не сум видел ни по етничка, ни по верска, ни по политичка основа, само на луѓе и не луѓе. Затоа, драги пријатели, добар сон и со Бога, со сузата напред и памет во глава.